Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Рейтингот на председателот на САД падна на најниско ниво досега. Податоците се уште подраматични, зашто доаѓаат во предвечерието на неговиот голем говор за помагање на економијата. И ве што вели новото истражување. Две нови анкети покажаа досега најнизок рейтинг на Барак Обама за неговото председателствување во време кога се обидува да внесе живот во забавената економија. Анкетата на Washington Post и ABC News на Обама му дава само 43% на одобрување на работата, а Wall Street Journal и NBC News 44%. Анкетарите велат дека ако работите наскоро не отидат на подобро, Обама повеќе нема да се смета за фаворит на председателските избори следната година. А вечерва во председателската библиотека Роналд Реган во Калифорнија ќе се одржи првата од серијата дебати на кандидатите за председател од редовите на републиканците. Неодамнешните анкети покажаа дека Пери и поранешниот гувернер од Масачусетс Мит Ромни се борат за водство во републиканската председателска трка, додека на трето место е конгресменката од Минесота Мишел Бакман. Остатоците од тропското невреме Ли се очекува да предизвикаат повеќе поплави во североисточниот дел на САД по обилните дождови што поттикнаа и уништувачки торнада во јужните делови на државата, како во Џорџија. Ли во меѓувреме стана само тропско невреме, што за погодените жители не значи многу. Американскиот центар за контрола на болести вели дека меѓу американците има помалку пушачи, а оние кои уште пушат, пушат помалку. 20% од американците пушеле во 2010-та или 45 милиони луѓе, што значи 3 милиони помалку пушачи во споредба со 2005-та. Пушењето активно или пасивно, според Светската здравствена организација, во 2011-та ќе убие околу 6 милиони луѓе во светот. Председателот Обама утре ќе излезе пред Конгресот и пред целата јавност во ударен вечерен термин да го објави планот за поттикнување на стагнантната економија на САД. Колкав е залогот за председателот ќе видиме од следниот прилог, кој вели дека исходот од планот може да ги дефинира неговите шанси за реизбор. Со стагнантна економија и невработеност над 9%, председателот Обама со овие зборови го најави планот за зголемување на вработувањето. Ке изложам серија чекори, рече тој, што Конгресот може веднаш да ги преземе, за да стави повеќе пари во буџетот на семејствата од средната класа, за да стане полесно малите бизнеси да вработуваат, да се ангажираат повеќе градежници во обновата на железниците и аеродромите на државата и се друго што ќе помогне за растеж на оваа економија. Последните истражувања на јавно мислење покажуваат големо паѓање на рейтингот на Обама на околу 44%, досега меѓу најниските за него. Речиси 2/3 од испитаниците велат дека не се задоволни од начинот на кој тој се справува со економијата. Други анкети се надоврзуваат, откривајќи реална опасност за Обама на председателските избори 2012 за реизбор. Во Вашингтон нема консензус за тоа колку треба да биде агресивен предлогот на Обама за креација на работни места. Од Белата куќа има информации дека се размислува за програми за обука за оние подолго време без работа, како и за даночни олеснувања, нови трошоци за изградба на училишта, мостови, патишта и друга инфраструктура. Прашањето е дали идеите ќе бидат прифатливи за опозиционите републиканци. Председателот е оптимист. Тој рече, тоа се надпартиски идеи што сите ќе ги обединат без оглед на која партија припаѓаат. Но многумина се скептични. Тие очекуваат само повеќе стимулативни пакети, повеќе владени трошоци, нови позајмувања, што досега се покажало дека не функционира. Републиканците не се очекува да го поддржат председателот во планот, се едно што овој ќе донесе. Во Вашингтон се верува дека овој говор може да биде најважниот за Обама во неговото председателствување. Грамофонските плочи беа главен формат за музичка дистрибуција во 20 век. Тие речиси исчезнаа откако се појавија аудиокасетите, а подоцна и компакт дисковите и музичките MP3. Сепак, музичката индустрија јавува дека популарноста за грамофонските плочи расте, и тоа веќе неколку години. За некои, грамофонските плочи враќаат сеќавања на младоста во 1960-тите и 70-тите, кога царуваше рок-н-ролот.
Во тоа време љубителите на музиката ги слушаа Елвис Присли и Битлси на црни дискови што се вртеа на ротирачка плоча. Денешната младина не е порасната со нив. За нив винилот е кул. 14 годишниот Джек Ловенстайн влегува во продавницата Crooked Beat Records во Вашингтон. Повеќе сакам да купувам грамофонски плочи отколку компакт дискови. Сара Грифин има 19 години. Исто така преферира винил. Од неодамна почнав да купувам стари панкерски плочи. Джонатан Олсмиксон е на 30 години. Тој ги собира овие плочи како колекционер. Немам преференца, но морам да признам дека некои работи посебно ги сакам на винил, зашто имаат одредена естетска привлечност, добра слика на корицата и добра е плочата. Заклучно со јуни годинава бројот на продадени музички албуми на грамофонски плочи била зголемена за 40%, споредено со истиот период лани. Сепак, севкупно, продажбата на плочи во САД е многу мала споредено со компакт дискови и форматот на MP3. Били Дели е собственик на продавницата Crooked Beat. Од 2007 овие плочи се повеќе се продаваа за да дојдат до сегашните 99% од вкупната продажба. Компанијата Furnace MFG од Вирџинија за компакт дискови и DVD сега се преориентирала на плочите. Прави по 2 милиони годишно, вели раководителот Ерик Астор, и не очекува популарноста да им падне во догледно време. Се приближува 10 годишнината од терористичките напади на САД на 11 септември. Многу агли, многу аспекти на овој настан ке најдете на нашата веб страница, но утре во Newsflash се задржуваме на најнепосредното. Како САД се подготвуваат за одбележување на црниот јубилеј, засилено обезбедување без кредибилна закана. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за денеска. Се што не успеа да влезе во оваа емисија, ќе го најдете и на нашата веб страница. Адресата е glasnaamerika.com. До гледање.